Во продолжение, нешто повеќе со нашиот гостин за темата која што меѓу другото беше актуелна денеска овде во Здрава Македонија, па еве да објасниме некои работи со луѓе кои што се занимаваат со тоа работи, кои што тоа им се разбира професија, па ќе можат барем за нешто се разбира да ни дадат одговор. Добро утро за Цветко Делев, инаку менаџер за осигурување имот и транспорт во Евролинк осигурување. Добро утро, добро ве најдов. Навистина ви е тука прекрасна атмосферата. Пријатно се чувствувам. Така да потикнеме искреност, да. Ете така. Благодарам што сте овде, бидејќи како што кажав, за тоа нешто и повеќе дискутиравме денеска, го посветивме нашето денешно дружење токму за осигурувањето, кое што една тема која што е посебно актуелна во последно време, но еве ќе почнеме со ред, отприлика она што често се постава како прашање и знаат да кажат нешто повеќе граѓаните околу тоа, околу верувањето или вербата кон осигурителните компании, па ваше генерално мислење околу тоа колку им веруваат граѓаните на осигурителните компании. Ако може да направиме на споредба и овде пред сека нас и она што е, да кажеме, на запад. Па можеме, да. Генерално луѓето им веруваат на осигурителните компании во Македонија, меѓутоа дали тоа е доволно, секако дека не е. Македонскиот пазар се карактеризира генерално како неразвиен пазар и како мал пазар. Вкупната полисирана премија за една година од сите осигурителни компании изнесува околу 115 милиони евра и дека навистина е неразвиен пазар говори фактот што премијата што се наплатува по жител е некаде околу 50 на 60 на евра, додека во другите земји тие бројки се многу повеќе. Исто така, втор фактор што говори за неразвиеноста на пазарот е неговото мало учество како вкупен обем, како индустрија во вкупното GDP. Тоа е некаде околу 1,5-1,6%. Тие бројки, ако ги споредиме со земјите од регионот, се исто така мали. Например, во Словенија премијата која што еден жител ја плаќа годишно за осигурување изнесува околу 1000 евра, во Хрватска тоа изнесува околу 300 евра, во Србија околу 80 евра. Бројките во однос на учеството во GDP-то се исто така поголеми во земјите во соседството. Во Хрватска тоа изнесува некаде околу 3%. Значи вкупната премија за осигурување во однос на GDP-то и во Словенија тоа е веќе скоро 6%. Меѓутоа тоа што имаме ние мал и неразвиен пазар не представува секако хендикеп, посебно не за нашата компанија и начинот на кој што ние работиме, затоа што ние тоа повеќе го гледаме како наш предизвик или наш начин да истапиме пред другите и да го потикнеме населението да заземе активен пристап кон осигурувањето. Ние имаме веќе обстојуваме на пазарот 11 години, имаме скоро 300.000 задоволни клиенти кои што секојдневно комуницираат со нас, ги осигуруваат своите имоти, куќи, станови, возила, така да континуирано ние како компанија, а верувам и другите наши колеги го прават тоа, работат на подигнување на свести, подигнување на нивото на доверба на помеѓу потрошувачите и осигурителните компании на едно повисоко ниво. Темата денеска не беше осигурањето како го гледат граѓаните кај нас како трошок или инвестиција. Оно што вие го мислите генерално, занимајќи се со таа работа и оние кои што може би имат спротивставено мислење, зошто да направиме да размислат понеко? Па генерално и традиционално луѓето претпоставуваат дека кога ќе треба да потрошат некој денар за било што да е, дека треба да имат некаква корист од тоа. И тоа не би требало да биде случај со осигурувањето, во смисла на тоа дека не секогаш кога ќе се плати некаква премија треба да се очекува дека ќе се земат пари без да има некаков остварен ризик. Од тој аспект луѓето повеќе го сметаат осигурувањето како трошок или мислат дека заодно ќе ги потрошат парите токму заради тоа што не очекуваат дека нив може да им се случи било кој ризик, пожар, поплава, пукање на цевка и така натаму. Или животно осигурување. Или за животно осигурување. Меѓутоа, навистина тоа не е така. Осигурувањето пред се функционира на принцип на солидарност. Сите плаќаат одредена премија, меѓутоа на одреден број на луѓе им се случуваат одредени штети и тие средства се наменети токму за тие луѓе. Ако зборуваме за македонскиот пазар, годишно се собира, рековме, околу 100 милиони евра премија, пола од премијата што се собира оди само за исплата на штети.
така да штети реално се случуваат и луѓето треба да гледаат на осигурувањето како инвестиција, како начин да го заштитат својот имот, затоа што само со еден штетен настан може да биде однесено се нешто што сме штеделе во текот на нашиот живот, нешто што сме го граделе, без разлика дали е тоа стан или куќа или некаква фабрика или некакво возило или било каков имот. Денеска додека доаѓав наваму во емисијата, слушав на радио дека се опожарил некој објект во Радовиш, тоа некоја фабрика во која работеле 30 на луѓе и чиј имот бил вреден некаде повеќе од 500.000 евра. И сега замислете со еден пожар, нешто што сте го работеле, што сте го граделе во текот на целиот живот, ви оди. Доколку немате полиса за осигурување, доколку вашиот имот не е осигуран, вие ќе останете без тоа за што сте работеле цел живот. Така да треба граѓаните да обратат малку повеќе внимание на осигурувањето, да му дадат предност пред другите трошоци, затоа што покасно ќе кажеме и за некои бројки во однос на премијата, меѓутоа треба да им се даде предност на трошоците на осигурувањето, за осигурувањето во смисла на тоа дека тие се инвестиција за заштита на нивниот имот. Така. Кога го споменав имотот, често споменувано и се пишува за стамбеното осигурување, меѓу животното кој штита така актуелно. Колку е стамбеното е важно да кажам неопходно денес? Стамбеното осигурување е навистина важно за секој, затоа што со стамбеното осигурување пред се осигурува домот и покупнината во домот. Секое семејство своето спокојство, својот комфорт си го наоѓа во својот дом. Како или каде да работи, секој се враќа дома и сака дома да си биде, да седне, да се чувствува комотно. Меѓутоа, многу мал дел од семејствата или домовите во Република Македонија се осигурени. Според анкетите кои што ние ги имаме направено и според фактичките бројки, некаде околу 8-10% од вкупниот број на семејства или домаќинства во Македонија се самоосигурени. Ако треба да се споредиме со регионот, да кажеме со Хрватска, тие бројки се 25% таму и ние навистина гледаме простор за раст во овој дел од пазарот и токму од таа причина во последниот период навистина создадовме иновативни уникатни производи кои што се однесуваат токму на стамбеното осигурување, наречени доми комплети, и во нив има бројни ризици кои што за нас во нашите полиси ќе бидат стандардни, додека ако треба да се купат некаде на друго место, треба за нив да се доплати или да се преговара посебно за да бидат вклучени во тие полиси. Како да тие параметри за опожарен стан, поплавен стан или куќи и така натаму. Дали сакам да кажам овде важи правилото колку дадеш или вложиш толку и добиваш или повеќе? Па вака, цените за стамбеното осигурување се навистина ниски. Да кажеме за еден стан од 50 на квадрати, цените се движат од 1300 до 2500 денари годишно, во зависност од пакетот, дали ќе биде стандард, комфор или мега. И се навистина достапни. Тие се суми кои што се одвојуваат годишно, да. Па сега ова што ме прашувате вие, често го наоѓаме како прашање во нашите соговорници кога првпат им се презентираат понудите, затоа што кога ќе му речете на некој дека осигурувањето чини 2000 денари, прво прашува дали е месечно или годишно. Од кој ќе ја разберат приказната за колку е тоа достапно, лесно и едноставно да се направи, немаат спор дека треба да склучат такво осигурување и на тој начин да го заштитат својот имот. Цените се навистина достапни. Она што е навистина важно да се спомене е тоа што самите продукти во нив вклучуваат уникатни ризици, како што се покрај, да кажеме, пожарот и поплавата, кои што се стандардни ризици, и кражбата, се вклучуваат и ризици како земјотрес, трошоци за губење на лични документи, осигурување на домашни миленици, кршење на стакло, се тоа ризици кои што се веќе стандардни во нашите нови пакети и кои што претпоставам дека ќе бидат навистина интересни за нашите потребители, па и дури за оние кои досега никогаш немале пракса да го осигуруваат лични документи. Така, да. Значи доколку станот биде оштетен, опожарен, биде извршена провална кражба и разбојништво во него, при тоа бидат оштетени вашите лични документи или пак ако едноставно ги изгубите, ние сме должни да ви го надоместиме трошокот за вадење нови лични документи. Значи надвор ги изгубам, лична карта и надвор, да. Она што друго сакам да прашам, да ме прашаме кој те кажавме, одговоривме на доста интересни работи, дали стагнира кај нас осигурањето во Македонија или не е така? Па дали стагнира, дали
растот и стагнацијата секогаш се релативни работи, меѓутоа дури и да има некаков раст кој што во последната година во однос на 2012 изнесува некаде околу 2% е мал раст. Значи, кога говориме за бројка од 2%, навистина станува збор за мал раст и ние како компанија сметаме дека постои навистина голем простор за повеќе и поголем раст на осигурителниот пазар во Република Македонија. Тој раст од 2% пред се должи на растот на животното осигурување, кое што моментално е во подем, додека неживотното или имотното осигурување во Република Македонија бележи раст од нешто помалку од 1%, и тие бројки секако се недоволни за нас како критериум. Ние си имаме поставено повисоки цели и се стремиме кон нив и работиме на тоа да тој раст барем во нашиот дел да биде многу поголем во оваа година и во идниот период. Така. Сега да прашам, постои некој вид на осигурување кој што има стандарден раст, да кажеме, од година во година, или пак тука е некаде нешто што пројава најголема заинтересираност кај граѓаните воопшто. Претпоставам, ако не е тоа стамбеното, дека оваа година и минатата, па е пред минатата, тука на прво место животното осигурување. Така, животното секогаш во делот на растот или наблюдување од бројките за колку е зголемена премијата во оваа година во однос на претходната, го има приматот, да кажеме, за последниот период, меѓутоа тоа се должи на фактот што во изминатите години или претходно воопшто немаше тука конкуренција, немаше некоја поголема конкуренција или поголема раздвиженост на пазарот. Додека сега во последните 2 години тоа навистина се случува и луѓето почнуваат да купуваат и полиси за животно осигурување, иако ако ги споредиме со полисите кои што значат имотно осигурување, тие се навистина поскапи, навистина поголеми средства треба да одвојуваат луѓето. Сакам да кажам околу нискиот раст на имотното осигурување, значи пред се претпоставам дека се должи на нискиот животен стандард, затоа што и нашите вкупни примања или вкупни заработки годишно се мали, луѓето не се спремни да издвојат дел од своите средства за тој трошок, меѓутоа тоа се потврдува дека не е така, кога на луѓето убаво ќе им се објасни што всушност значи осигурувањето и кои се неговите бенефити и придобивки во случај на штетен настан. Затоа во овој дел посебно ја гледам улогата на осигурителните компании да ја подигне свеста на потрошувачите, да ги информира во врска со нивните бенефити, во врска со достапноста на тие пакети и да се овозможи некој поголем раздвој на вкупно на пазар, посебно на делот за имотно осигурување. Да, спомна неколку, значи гледачот ќе биде како за крај битна самата едукација на луѓето кои што занимаваат со оваа професија. Значи не само да раскажат за да продадат, да објаснат, тука едноставно да ги едуцираат луѓето зависно колку време има. Така, ние секако на нашите колеги вработени им обрнуваме посебно внимание околу комуникацијата која што треба да имаат со своите клиенти, со своите потрошувачи, дали се сегашни или идни, посебно во нивниот настап, посебно во тоа дека треба да бидат навистина лесно разбирливи, навистина искрени во тоа што го презентираат, да не остануваат некои мали работи со ситни букви недокажани, за да се надмине таа бариера што потрошувачите имаат спрема осигурителните компании, и во таа смисла нашата грижа за вработените е навистина голема. Им одржуваме посебни семинари, обуки, како за продажните процеси, така за нашите продукти, за да бидат целосно посветени, научени за тоа што е тоа што го продаваат и како полесно да им го објаснат на луѓето, за да можете утре заутре да донесат одлука за купување. Тука некаде го завршуваме овој дел од Здрава Македонија, воопшто нашата денешна емисија. Ви благодарам за поканата и за отстапеното време. Мило ми што утрово бевте тука. Господин Цветко Делев, менаџер за осигурување, имот и транспорт во Eurolink осигурување, со кого што ја заокруживме ова наша денешна тема која што имавме заедно со вас. Тука некаде поздравуваме, се разбира се гледаме утре повторно во 7 часот, а следува визита.